Дечки, денес ќе збориме на тема overthinking или прекумерно размислување и ќе збориме на тема анксиозност. Дечки, ќе ви дадам едно објаснување од моje видување во врска со некои работи што јас ги знам, не знам, се има нови луѓе, јас сум доктор по медицина, ама не работам како доктор. По медицина работам како life coach, како тренер за личен развој, како мотивацијски тренер. И овие работи сега што ќе ги кажам не се поврзани од медицински аспект, чисто да го знаете тоа. Него сакам да го споделам ова како нешто кое што ја во мојот живот учејќи различни работи, читајќи различни текстови поврзани со овие работи, сум дошол до констатација некоја која што сакам да ја споделам и мислам дека секој човек има право да и треба да сподели нешто кое што му помогнало во неговиот живот, за да можат и другите луѓе да се чувствуваат убаво. Ја работам со луѓето во смисол на тоа како да ги си ги подобрат мислите, како да го подобрат животот нивни, како да ја вратат мотивацијата, како да си ги вратат целите во животот, како да знаат како да комуницираат со другите луѓе, како да се тука во сегашниот момент, како да се справат со своите трауми од минатото, како да имаат позитивен став кон животот, како да ги сменат неубавите заклучоци кои што ги направиле, кои што ја кочат нивната иднина. Тоа е тоа што работам јас со луѓето и би сакал, доколку сакате да работите со мене, имам многу луѓе со кои што работам, можете слободно да ми се обратите. Многу од вас прашувате дали консултациите се лични. Консултациите се лични, тоа се лични консултации. Овие лајвови што се, едноставно се мој обид да споделам знаење до вас, но консултациите се лични, значи се помеѓу мене и помеѓу вас. И тие се прават или онлайн, ако сте од некој друг град од Скопје, или може да сте од друг град, но Скопје има луѓе кои што доаѓаат во мојата канцеларија, или може да работиме онлайн. Значи, тоа е онлайн исто така преку Viber, или преку WhatsApp, или преку кој да е ваша апликација која што сакате да користиме, едноставно се разговори. Значи, тоа се разговори кои што се мои видувања или моje знаење кои што можда би можело да ви помогне. Вие ги носите вашите одлуки. Мојата цел е секогаш да ви ја подобрам комуникацијата со околината, да бидете похрабри, да имате попозитивен став, попозитивно гледиште, затоа што тоа е многу важно за да тргнете напред во животот и за да успеете. И јас сум човек кој што сака длабински да навлече во знаењето, односно да дојде до даден тип на информации. Една работа која што ја научив од една техника на учење, која што е од еден научни хабар, кој што често го спомнам, кој што исто самиот тој збори за психата, за умот, за во книгата Диенетика има многу поврзано со темата стравови, се спомнува таму за анксиозност, има начини, техника како човекот може да намали анксиозноста, тоа е преубава книга и техника со која што негативната енергија претварате во позитивната енергија и од негативните мисли претварате ги правите позитивни вашите мисли, затоа што ако ја претворите негативната енергија во позитивна, негативните мисли ќе ги претворите во позитивни. Тоа што научив од тој автор, затоа што многу сакав да учам, е дека човекот мора да навлезе во длабина на зборот. Зборот дава објаснување. Секој збор има во речник, ако го погледнете, има објаснување. А на секој збор, па ако му го најдете потеклото, од каде тој збор води потекло, ќе ви се расветли целиот збор и обично целата тема. Сега, сакам, затоа што денеска ќе зборуваме за анксиозност, сакам прво да ви објаснам од каде потекнува овој збор. Што значи во потеклото? Ако отидете на Google и ако пишете anxiety, derivation, а тоа значи потекло на зборот. Зборот derivation значи од кај потекнува. Anxiety, derivation, ако напишете. Гледате, излегнува дека потекнува од 1600 година и значи многу вознемирен од несигурности. Многу во потеклото. Значи во потеклото. Книгата се вика Диенетика, Александра. Ако сакате да ја нарачите, може да ми пишете после во порака, ќе ви кажам, јас не ја продавам таа книга, можам да упатам на каде може да ја направите нарачката, но да се вратам на зборот анксиозност, вика многу вознемирен од несигурности. Сега, тој збор води потекло од латински збор ангере, што значи да загушиш некого или да го притиснеш, да го смалиш некого,
да го измачуваш и да му предизвикаш вознемирување. Слушнете го. Значи, зборот anxiety, анксиозност, доаѓа од збор латински angere, што значи да гушиш некого, да го притиснеш, to squeeze, на англиски да го притиснеш, да го измачуваш и да му правиш проблеми, дистрес, вознемирување да му направиш, а самиот тој збор, ангере, потекнува од збор друг, кој што значи мал простор, tight, или болно констриктиран, болно компресиран. Гледайте колку интересно, вика болно компресиран. Од таму потекнува зборот анксиозност. Видите колку логика има сето ова. Многу логика има сето ова. Затоа што ако притиснеш некој човек и му го намалиш неговиот простор, човекот ќе развие несигурност и ќе ви кажам зашто. Гледайте, ние, како духовни битија, ние сме простор. За ова зборував пред 3 лајва, или кога и да беше, ама сега ќе се надоврзам нова тема, затоа што денеска имам еден куп листови спремно дека, мислам дека се за 3 лајва сум спремен вечерва, ама ќе се обидам ја да го компримирам знаењето у еден лајв. Но, ние сме простор. Како ние креираме простор? Преку посегање, преку идеи, преку цели, преку мисла. Но ако имате луѓе околу вас кои што ви ги кочат вашите идеи, вашите мисли и ти ќе посегнеш, он ќе те удри, ќе се повлечеш. Фактички доаѓаш до повлекување во себе, односно го пушташ просторот надвор од твоја контрола. Гледате, во основа слободата да размислуваш убаво, без да бидеш анксиозен, доаѓа од слобода да грешиш. Затоа што ако ти имаш голема слобода да грешиш, на тој начин имаш голем простор. Тоа не значи дека ние треба да правиме грешки. Но ние многу правиме грешки кога немаме слобода да грешиме. Ако сте приметиле, кога немате слобода да грешите, најголеми грешки правите тогаш, зошто? Поради тоа што разумот и свесниот ум е поврзан со простор. Кога ние ќе го снемаме просторот, кога сме околу луѓе кои што цело време те критикуваат, кои што цело време ти ги ловат грешките, кои што цело време те стават у помал простор, луѓе како да не сте вие, како да сте си го земале разумот надвор од вас. Сте виделе како да е човеков друг човек. Ке видиш некој пријател. Јас сум имал таква ситуација. Кога видиш ке почне врска со некоја девојка која што го рестриктира, гледаш му го намалува просторот, немојте со тие другари, не излагај со вие, не иди на курсиви, не иди на семинари. И човеков што се случува? Си го препушта просторот на девојка му и сега ја дава одлуката на неа и она му го контролира животот на еден начин, не го контролира он просторот и кога он нема да го контролира својот простор, он не го контролира својот ум. Слушнете го. Ако не го контролирате својот простор, не го контролирате својот ум. А рековме во претходните емисии дека имаме слики од неубави работи, трауматски слики кои што се снимени во тој реактивен ум, објаснето е во таа книгата Диенетика, тие трауматски слики не ги прават проблемите. Ако вие не го контролирате вашиот простор, вие нема да можете да го контролирате вашиот ум. Затоа што човек што не си го контролира својот простор, некој кој што е цело време командан од друг човек, тој не го контролира својот ум. Ме разбирате, многу едноставно е. Сте виделе некој човек кој што нема свој ја, кој што нема своја одговорност, кој што нема свој простор, тој е робот на некој друг човек. И кога човекот ќе стане робот на некој друг човек, тој веќе го нема својот ум. Тој нема својата свесност. Фактички тој си изгубил себе си. И кога видите пријателов мој кој што е со таа девојка или некоја девојка е со некој дечко, целосно ќе се изгуби девојкава, целосно сваѓаш дека она не е, она нешто е проблем. Зашто и го земал просторот. И што се случува? Го гледаш дека дечково го нема нигде. И одеднаш ќе разбереш дека он се појавил повторно у друштво, повторно отишол на семинари, го гледаш по настани, му ја гледаш на смевката, просторот се вратил. Што направи? Абе, не сум со девојка више. Хеј! Интересно. Не е веќе со девојка, таа девојка му го кратала просторот, не му го дала просторот и одеднаш човеков се изгубил. Ги изгубил своите одлуки, го изгубил својот
свест до некој степен. Зашто сега ќе ви кажам една работа. Во основа, каде имаме ние страв да не сгрешиме? Каде имаме ние дадено вознемирување? Овдека да се вратам на тоа на анксиозноста, вика многу вознемирен од несигурности. Од каде фактички човекот може да биде несигурен? Денеска ќе зборувам за тоа, затоа што тоа е исто поврзано со overthinking. Секој има логико на крај од овој лайф. Ве молам, бидете со мене до крај на овој лайф, ќе биде подолг лайф. До 9:30 ќе трае, зашто после консултации века од 9:30, но како и да е, останете со мене. Зошто? Поради тоа што, гледате, ако човекот му го земете просторот да го контролира, просторот, ако му го земете, ќе му го земете разумот, и ќе му го земете умот, и ќе му го земете способноста да одлучува. Кога човекот не сака да сгреши, кога човекот не сака да ја утне работата, кога имате некоја домакинка млада, сака се покаже сетска руска салата, кокошка с ориз прави, дошла свекрвата ја гледа како на кокошката да не го загори оризот, леле, како да не е сув оризот многу, и сега она у целиот тој обид да не ја утне работата, затоа што ја посматра свекрва онака под око, она баш тогаш ќе ја утне работава. Зошто? Затоа што ја нема слободата на греши. И она доаѓа до страв да не ја утне работата. Доаѓа до страв да не сгреши. И кога човекот почнува да доаѓа до страв да не сгреши, он не размислува со целата способност на умот. Умот размислува најдобро кога умот е слободен. Кога умот е слободен да греши, умот најдобро размислува тогаш. Умот најдобро проценува во тој момент. Но ако имате луѓе кои што ве ловат, дал ќе сгрешиш, дал ќе утнеш работата, дал вака, дал однака, тогаш умот ти се конструира, односно ти се намалува, гледаш, ти прави притисок тој човек. Во основа на анксиозноста што беше мал простор, стеснат простор, затоа што човекот е намален и на тој начин кога е намален, он ќе губи својата сигурност. Кога имате вие сигурност, кога имаш свој простор, си бил ли у некој простор кој што е твој простор, кој што си го освоил простор, бе, таму немаш ти несигурност? Кај имаш несигурност, така? Имаш или несигурност во некој нов простор, што и за тоа ќе збориме, или имаш несигурност у мал простор, затоа што не е веќе твој просторот. Се што направил човеков? Човеков си вика, дај да не ме критикуваат мене, дај да не ми наоѓаат грешки, дај да не ми наоѓаат мани, и си вика, ја нема да носам одлуки, нека носи одлуки жената. Зашто жена му го критикува цел живот и сега она носи одлуки. Зашто? Си вика да не ја мака ја, дај да не ми цело време да не нешто ми мрчи, чекај нешто да не ми го нагоди. Вика, она нека носи одлуки. Сега, кога ќе почне она да носи одлуки, слушнете го. Човекот што носи одлуки, човекот ја има контрола. Кој има контрола? Тој што ја носи одлуката. Кога свекрвата, односно мајката или кој да е, ќе почне да носи одлуки, она што ќе се случи, гледате, она што ќе се случи, ќе почне тој човек што ги носи одлуките да има контрола. А тој, ако има контрола, а не он, ова е најважно сега што ќе го кажам, тој човек кој што ја дал контролата на друг, на тој начин што ја дал одговорноста на друг човек, тој ќе почне да нема контрола врз подсвесните слики кои што му предизвикуваат страв, анксиозност, болка и се останато. Ајде уште еднаш. Значи, кога човекот ќе ја даде одговорноста на друг човек да одлучува за него, тогаш тој ја дава контролата на друг човек, и кога ќе ја даде контролата на друг човек, тогаш она што се случува е тој ја дава контролата, односно ја губи контролата врз сопствената меморија, слики и врз сопствената подсвест. Не разбирате, значи целата поента е човекот дека кога веќе не е одговорен, а што е одговорноста? Да имаш свој простор, и да имаш своја игра, и да имаш своја храброст да бидеш, и да имаш своји цели, да имаш свој живот, и да имаш свој универзум. И кога човекот ќе има свој универзум, кога човек ќе има своја цел, кога ќе има своја игра, кога нема да дозволи другите да му се мешаат, кога нема да може да се споредува со другите луѓе и така натаму и така натаму и така натаму. Она што се случува, гледайте, она што се случува, човекот почнува да развива самодоверба и сигурност. Кога човекот има самодоверба и сигурност, има многу помалку overthinking. Гледайте, overthinkingот доаѓа од несигурноста, тоест од пуштена контрола за својот простор. Зашто ако вие немате
на кого да му полагате рачуни. Затоа што, гледате, ако ти имаш такви луѓе околу тебе, тогаш станува многу напорен животот, затоа што се плашиш да не сгрешиш и мериш да не сгрешиш. Умот е мерна единица. Слушайте ме сега, умот, вашиот свесен ум, вашиот ум е мерна единица и тој е направен да мери. Ама колку повеќе мерите, толку повеќе несигурност развивате. Дали ви се случило да го слушнете ова? Фразата 3 пати мери еднаш сечи. Тој е некој кој да почнал тоа да го промовира, тој е тој кој што почнал да ни вметнува несигурност у нашиот ум. 3 пати мери еднаш сечи, си викаш зашто 3 пати да мерам сега? Зар 2 пати не е доволно? 3 пати мери, 4 пати мери, 5 пати мери еднаш сечи, не носи одлука, ти вика тоа. Гледаш, сега ти вика, иди со ум. Не иди со сигурност, не иди со душа, не иди со знаење, иди со ум. Умот е мерна единица, душата е знаење. Само довербата е душата. Ама кога човекот почнува да го користи саде умот, кога ќе свати или ќе го убедат дека нема сигурност, дека не е добар, дека не смее да греши. И тогаш душата, која што е знаење, и душата знае дека и да донесе одлука и да сгреши, ќе поправи одлуката, ама почнува да го пушта умот да измери да не сгреши. И ќе почне да мери 3 пати, ќе почне да мери 4 пати, ќе почне да мери 5 пати, ќе почне да мери 100 пати. Никако да донесе одлука. Ме разбирате? Што повеќе човекот мери, толку повеќе несигурност човекот развива. Затоа што почнува да живее со умот, ама зошто човекот мери 4 пати, 5 пати? Луѓе, у основа е да не сгреши, да не утне работата, затоа што некој ќе го кара, зашто некој го карал у минатото, затоа што има некој сега што го карал, затоа што татко му го карал, затоа што мајка му го карала. Тие карања, тие не смеш да сгрешиш, ама ја сгреши и утна работава, тоа се во форма на слики, снимени работи во нашата подсвест. И човекот ги има во својот ум. И дури да ги нема веќе родителите кои што веќе не го караат него за грешките, има работи во неговиот ум кои што го подсеќаат на тие грешки. И сега човекот иде со став дека не смее да ја утне работава, дека не смее да сгреши, дека не смее да живее, дека не смее да биде. Или ако треба да биде, ќе биде многу предпазлив. И не викам дека не треба да бидете предпазливи луѓе, ама ако сте премногу предпазливи, активирате несигурност. Кога ќе активирате несигурност, ќе активирате overthinking, затоа што е overthinking? Еднаш мери, 2 пати мери, 3 пати мери, 5 пати мери еднаш сечи. Он треба да го смисли, премисли, домисли, обмисли, уште еднаш премисли, пред да донесе одлука. Што тоа ви кажува? Човекот нема да се смири се додека не донесе одлука. Ама човекот кога ќе донесе одлука, тогаш има одговорност. Ама затоа што човекот му е утувено у глава дека ако ти ја напреземеш одговорност, ако си причини, ако живееш, ако утнеш работата, крив си. Ти си грешник, ти си овој, ти си оној. Не смеш да живееш, не смеш да носиш одлуки, не смеш да бидеш, не смеш да крираш. Или мисли, премисли, 3 мисли, или прашаме, мене ќе му рече некој. И сега што ти се случува? Ти за да не сгрешиш, ќе си викаш да не донесам одлука. Затоа што гледате, кога ќе донесеш одлука, се случува акција. Се доека не донесеш одлука, ти мислиш. Ама мислењето не е одговорност, одлуката е одговорност. И ти некојаш се случува да мислиш, премислуваш и пак нема да го видиш нештото. И ќе го видиш нештото од кога ќе донесеш одлуката и некогаш ќе видиш дека се утнала работа. Океј? Ама барем си видел. Си утнала работа. Океј, си видел дека си утнала работата, коригира ја човек. Ама гледаш, ние сме научени да мислиме, ние сме научени да премислуваме, ние сме научени да не грешиме, не смееме да сгрешиме, немој да грешиш. Луѓе, 20 милиони години на развој на телово, како што е развиено, 20 милиони колку години трајала телесната еволуција, се е врз база на обид и грешка. И луѓето мислат дека грешките се катастрофа. Грешките се испитување на просторот. Што кажав на почетокот? Реков дека ако човекот има простор, тој ќе има разум. Ако ти се плашиш да грешиш, ти не можеш да го испиташ просторот.
Ако овдека е темница, и ако имам напред врата, и ако е темница, и ако е пипнам лево и тука е прозор, и викам, леле, утнав работава. Не сум утнал работата. Јас знам дека таму не е вратата. Не е грешка. Ама там, леле, и таму не е вратата. Аха, ама сега ако имате многу сериозни луѓе околу вас, ама ти сгреши, ама ти не ме слушаш мене, абе зошто не мислиш? Абе како можеш да не мислиш вака? Сега, за да не греши, знаете што луѓе му прават? Ке го тепаат, ке го казнат, ке го затворат, ке го тепаат пак. Океј. Што го научило тепањето? Што го научило болката? Што го научило тоа дека не смеел да сгреши? Го научило дека треба да мисли. Се треба да мисли. Овој се ќе мисли до толку многу, што ќе почне да овертинкнува, што викаат младиве, тоа е термин сега. Овертинкнува. Човекот почнува сега акцијата и одговорноста да ја заменува со мислење. Што се случува? Сега наместо душата да е у преден план, умот е у преден план. А умот е машина за мислење. Умот е машина за, последици. Кои се последиците? Ако ја донесам одлукава, каква последица ќе биде? И сега човеков живее живот каде што цело време мисли на последиците. Ја не викам дека не треба да ја одмислите акцијата. Не викам дека треба да се направат лоши работи. Не зборам ни за хазардерство, не зборам ни за глупи грешки од типот на коцкање, од типот на алкохол, дроги и такви работи. Не, тоа се глупи грешки, промискуитет, бркање на други жени, бркање на други мажи. Тоа не е храброст да се живее, тоа е глупост. И таму не мислам дека човекот нешто ќе научи, можда и ќе научи нешто, но мислам дека ако живее живот, и ако има конструктивна цел, и ако има креација, и ако сака, и ако не му е страф да ја утне работата, тогаш човекот живее. Гледате луѓе, имате луѓе па кои што се многу анксиозни на тема здравје, имате луѓе што се многу анксиозни на тема тело, целата поента на нивниот живот е телото да го заштитат, да не се разболат, да не ги фати ова, да не ги фати она, не знам, корона ваму, корона бе. Луѓе, цело време сте видели ли луѓе, имате луѓе ке му ја мислат дал да отидат ваму, дал да отидат наму, дал да отидат во некој локал. Цело време мислат што да направат, како да направат, дал да направат, за да не сгрешат. И колку поише мислат да не сгрешат, ќе се бутнат, не, само да не идам кај што има луѓе, дај да не идам кај што има ова, дај да не идам кај што има она. И што се случува? Баш ке утнат работата, ке се појават тамо кај што има некој кој што има корона. И пак ништо не се случило, пак ништо нема, пак е утнал работата, пак донел погрешна одлука. Ме разбирате? Пак мислел, 100 пати мислел, ама тоа не е нормално мислење. Гледате, некојаш овертинкингот базиран на страф не е ни нормално мислење. И ќе ви обяснам зошто човекот прави овертинкинг. Знаете колку работи е му дека смислено за вас? Да. Ќе ви кажеме на работа. Ако човекот има став дека може, ако човекот има став дека има потенцијал да се справи со се, и ако има став, па што и да се случи бе луѓе, има решение, тогаш човекот нема да има стрес, нема да има овертинкинг, нема да има многу анксиозност. Зашто има став дека има решение. Ако човекот има многу низок став за себе, ако човекот нема самодоверба за себе, ако човекот се чувствува, не знам, вака или онака, ниско мислење за сам себе. Тоа ниско мислење за сам себе побудува покана за да дое стравот. Ако вие имате простор, голем, исполнет со вашата душа, со вашето знаење дека можете, со вашиот став дека ќе биде, животот е убав, животот е среќа, животот е игра, не е животот сериозен, ама можеме да имаме одговорност во тој живот, иако не мораме да бидеме сериозни, ќе видите колку убавината на животот ќе си дојде. Луѓето имаат погрешни појдовни точки. Луѓе во кои што се цело време обседнати да не се разболат, тој не знае што му е продуктот на животот. Не е продуктот на животот да не умре. Продуктот на животот е да изживее, да направи нешто, да има цели, да ги постигне целите, да има продукти. Тоа е продуктот на животот. Не, он е обседнат, он мисли продуктот на животот му е да не се разболи. Ако имаш човек што има продукт на животот, да не падне, да не се онесвести, да не го фати пак паничен напад. Човек, нека те фати. Па шо ако те фати?
Не да не го фати паничен напад него, да не му се слоши, да не му се сврти, да не го фати тоа. Леле, немој тоа да не се деси, немој тоа да не се деси. Немој да не се деси е основа на страф, основа на анксиозности, основа на overthinking. Немој да не се деси, нека се деси, луѓе. Аман, до која ќе се плашите да не се деси? Абе, нека се деси. Стравот и анксиозноста сака отпор. На што? Да не се деси. Што стопираш? Илузија дека нештото ќе се деси. До кога у тие илузии? До кога у тие мечти за неубаво? Дал ќе се деси, дал ќе му се деси, дал нема ова, дал ќе се задише, дал нема се задише, дал срцето малку побрзо ќе му тропа, дал не знам ова ќе го фати глава, дал нема... Аман, луѓе, абе поентата на животот е да живееме, поентата на животот е да искусиме живот, поентата на животот е да имаме продукција нешто добро, да имаме позитивна цел, да имаме позитивна игра, да имаме позитивна мисла. Тоа е поентата на животот. Сме ја утнале поентата на животот. Дај да живееме со полни гради, да живееме со душа, а не со ум. Умот мери. Он ки излезу кафана мери ако треба да части кој што пие, дал нарачал поише коњак или шток нарачал, виски или нарачал, не знам што нарачал. Мери. Стиснате. Зашто? Исто. Стиснате. Ке отиду у кафана, ле овој да не рача тоа, да не нарача тоа, ле ако нарача ова што ќе правиме, ако нарача тоа, не де Боже да не нарача тоа. И се он сака да стопира да не нарача. Кај ти ќе стопираш? Тој ако сака да нарача, нека нарача, човек, остај. Да не нарача некој нешто. Абе, нека нарача. Твојата душа има секој цех да го плати. Има све. Твојата душа има толкаво богатство, што целиот цех на животот може да го плати твојата душа. Немој да мислиш дека не можеш да го платиш. Ти имаш само доверба, ти имаш толку ресурси во тебе, да се можеш да платиш. Не, ама твојот ум, ако почнеш, ама кога почнува твојот ум да мисли? Кога почнува човекот да живее со ум наместо со душа, кога мисли дека неговата душа не може да плати. Човек, можеш све да платиш. Части. Давај. Креирај. Биди слободен. Знај дека имаш. Знај дека можеш. Тоа не значи сега све да отидеш да потрошиш. Креирај, создај, тргни на страна. Одвој, креирај, части, тргни на страна. Стај резерви, креирај, уживај. Луѓе, ако опуштиме умот да мисли, тоа му е работата. Ама умот мисли тоа што душата ќе одлучи. Ако душата одлучи дека не може, умот ќе мисли како да не западне у неволи. Кога душата мисли дека не може, умот ќе овертинкнува затоа што душата е командант. Душата е командант. И ако душата е угрч, и ако душата некој ја намалил, и ако некој ве убедил дека не можете, и ако некој ве убедил да се плашите, и ако некој ве убедил дека животот е опасен, тогаш душата мисли дека не може. Ама душата е командант. И кога војскава ќе го види командантот дека е уплашен, умот се плаши. Гледате, ако умот свати дека душава вика дечки, победувам у битката, не се секирајте. Умот нема да бара на секаде и од ништо да не се деси нешто опасно. Умот бара опасност кога душата мисли дека не може. Умот бара опасност кога душата мисли дека не е доволна. Ако душата вели дека е доволна за сите препреки, умот ќе се смири. Слушнете ме. Ако имате став, тоа е духовен став, тоа сте вие. Што е добар став? Простор. Како креираш простор? Преку знаење. Преку верба. Што значи само доверба? Веруваш дека си појак од препреките. Тоа е само доверба. Само довербата го прекинува мислењето. Зошто? Па поради тоа што вика, јас сум поголема од сите препреки. Јас сум доволна да се справам со се. И кога душата го има тоа знаење, и кога душата има таа верба, умот е рад. Ама направете го некого од срцето како лешник да му биде. Душичката да му биде стегната. Фала Богу дека умот мора да е алерт. Мора да е буден.
Мора да бара опасност за да не дојде у тешка ситуација, затоа што душата вика можда нема да успее. И ако душата има став дека можда нема да успее, знаете што ќе прави умот? Луѓе, не страф, анксиозност, overthinking. Абе, по цел ден само ќе мислите. Зашто? Мора да е перфектно. Не смее да сгреши. Не смее да утне. Леле, еден живот живееме, не смееме да ја промашиме работата. Леле, еден вакво немој. Дал го утнав овој, дал го утнав омо. Дал ја утнал работата, ама можел подобра работа. Ама чека, ќе мисли он сега оваа работа, дал да ја прави затоа што можел подобра работа. Ама ако одлучил тоа, ќе иде у подобрата работа и не живе у работава. Не е задоволен од работата, не ужива у работата. Зашто? Зашто мисли, дал ако донел друга одлука, он ќе живеел подобар живот. Човек живее го животот сега. Тој е добар. Ама ако одлучиш да го живееш, ако одлучиш да гледаш, ако уживаш у тоа што е пред тебе. Друг мисли дал брачен партнер добар одбрал. Абе, живој со тој што го имаш и крире го, направи го најубав бракот што може да ти биде. Не мисли дал добар, дал не е добар. Па фала Богу дека ќе има анксиозност, тоа што не си сигурен. Е се викаат кокошката или јајцето. Не. Луѓе, душата е комендант. Ако душата е сигурна, умот е сигурен. Ако душата рече можам, умот ќе прекине да се секира. Човеков цел живот луѓето мислат да не утнале работата. Ама гледайте, све е во основа на грешка. Грешката и стравото грешка е мал простор, луѓе, мал простор. Се проблемот е у малиот простор. Колку пати сум зборал за простор? Што сум кажал? Целите креираат простор. Пофалбите креираат простор. Ако имате некој човек што ве фали, абе луѓе, околу тој ти не можеш да си несигурен. Немаш анксиозност околу тој те фали. Ами имаш некој цел живот те критикуе, цел живот те стопира, цел живот те омаловажа, цел живот ти вика дека си глуп, цел живот дека ти не знаеш, дека не си способен. Па фала Богу дека на тој му е стегната душата. Му ја стегнале душата. Ајде да се вратиме на првичното тоа што го кажав, од кај потекнува зборот анксиозност. Ангере, да стеснеш некого, да го гушиш некого. А потекнува збор кој што значи тајт, стеснетост. Болно притиснат. Е тоа значи болно притиснат. Знаете зашто? Зашто болката е мал простор. Кога човекот ќе се удри, он се повлекува. Ќе се допрете, ќе се изгорите на пегла, ја повлекувате раката. Некој нешто ќе ви некој дечко ќе раскине девојка, не, забравила, она више не забравила за машкиот род, се повлекла. Болката е повлекување. И кога човекот ќе се повлече, нема сигурност и самодоверба. Зашто е битна храброста? Зашто е важно човекот да оди напред? Луѓе, важно е човекот да оди напред поради тоа што освојува простор. Ако ти освоиш простор, не ја мислиш. Ти ја мислиш пред да трнеш да го освоиш просторот. Тргни, човек, тргни. Носи одлуки. Оди понатаму. Креирај. Имај храброст. Биди. Немој да се мислиш дал да бидеш. Биди. Едноставно, само креирај живот. Креирај цел. Креирај убавина. Биди у твој универзум. Биди у твој простор. Биди храбар. Биди горд на себе. Верувај во себе. Па што и ако направиш одлуки? Свати дека не сите луѓе се најразумни. Не викам дека луѓето ти мислат лошо, ами сите тие луѓе околу тебе што ти дават совети да си екстремно внимателен. Зашто што значи екстремно внимателен? Кога видите човек што е екстремно внимателен, тој само исплашен. Луѓе, убаво е да сме внимателни, ама не можеш да си премногу внимателен. Зашто не е само целта да заштитиш, уствари целта е да живееме. Целта е да бидеме, целта е да креираме, целта е да одиме напред. Не све сакаме нешто да заштитиме, сакаме нешто да превенираме. Сакаме визијата на стравот кој што ни ја прави да ја спречиме да се деси. Каде бе луѓе? Сколку пати луѓето спречуваат фиктивни работи да се десат, а не прават убави работи да се десат. Ете, стравот ја уништува мечтата. Стравот ги уништува сонновите. Стравот ви го зима мирот. За да се релаксирате, мора да сватиш дека си доволен и спремен за сите препреки што ќе ти ги фрли животот. За да се релаксираш, мора да се убедиш
дека си до толку голем да препреките пред тебе се многу помали. Ако има некој што ќе те намали, тој само ги зголемува препреките пред тебе. Кога имате луѓе кои што ги кажат дека сте шампиони, јас знам дека сте шампиони. Вие сте шампиони. И алал нека ти е. На тебе што ме следиш сега мене, алал нека ти е. Поради тоа што сакаш да знаеш за да бидеш. И се надам дека ти помагам да бидеш. Затоа што знам дека ќе имате стравови. Ама стравот врзува. Стравот не става во наш затвор. Не е убаво човек да живее во затвор. Му треба слобода. Ама во суштина, стравовите се само сенки на работи кои што мислиме дека ќе се десат. Нему се плашете на животот. Усвари, животот ве сака вас. Животот ве чека да излезете да играте. Знаете како што сме биле мали? Кога сме излагале надвор да си играме со другарите, со пријателите, не сме мислеле на последици. Не сме мислеле на трауми. Не сме мислеле да леле нешто ќе се... И како старееме, наместо да живееме, спречуваме да не се деси. Како старееме, наместо да живееме, спречуваме да не се деси. Како старееме, наместо да живееме, спречуваме да не се деси. Луѓе, а да направиме да биде? А да направиме да биде наместо да спречуваме? А? Што мислите за тоа? Ајде нова визија. Универзумот не чека. Животот ве чека. Едва и чека да ги остварите вашите цели. Таму е да ви помогне в суштина. И ве кани да излезете надвор, баш како што сме едва и чекале да излеземе на ширинката да одиграме баскет, да одиграме сервис, да се видите со другарките, да играте ластик, да играте со кукли или што и да сте правеле кога сте го правеле. Тоа е живот. И сме го загубиле тој дух на што значи да живееме. Зашто? За тоа сме тука. Луѓе, не сме тука да се плашиме. Не сме тука 3 пати да мериме, еднаш да сечеме. Не сме тука да му ја мислиме дали ќе утнеме работата или не. И ќе ви кажам една работа, не сме тука да се правдаме на други луѓе како сакаме да живееме. Не сме тука да се правдаме на други луѓе како сакаме да живееме. Храбар е тој кој што знае дека може. Храбар е тој кој што сака да трне. Поради тоа што, гледате, и други луѓе чекаат на вашите креации, на вашите илузии да бидат реализирани и на вашата храброст да биде исполена. Ама исполената храброст е еднаква на среќа. Исполената храброст, реализираната храброст е еднаква на среќа. Нереализираната храброст води до сомнеш. Слушнете ме. Нереализираната храброст води до повеќе сомнеш. Реализираната храброст оди до среќа и побав живот. Дечки, вие ме правите среќен. Ве сакам, ве почитувам, имам еден куп работи, ни првиот лист него завршив, продолжуваме повторно во среда на ново предавање на тема overthinking и анксиозност, каде што ќе ви објаснам еден многу вам механизам, зошто ако премногу мислите, ќе активирате само негативни мисли и негативни емоции. Наредниот лайф ќе збориме за тоа, за штетноста на преголемото мислење. Зашто? Имав еден цитат: човек што многу мисли, ништо нема да смисли сем негативни мисли, и ќе ви објаснам зошто преголемото мислење ви активира само стрес, негативни емоции и дополнителни стравови. Се гледаме во среда ќе имаме продолжение на овој лайф. Поздрав, чао!